Добро вечер, почитувани гледачи. Јас сум Драган Милосављевиќ, а вие следите емисијата Заспи ако можеш, прва во оваа последна работна недела за оваа шеста сезона на Заспи ако можеш. Морам да признаам дека 10,5 месеци веќе трае емисијата, навистина е долга и напорна сезоната, особено во овие летни горештини, малку потешко оди, но не се даваме, ќе истераме до крај. Кога сме кај летото, навистина има многу пожари, кај нас има многу пожари, ако сме реални, во целиот регион, па и во Европа. Помошта е добро дојдена, добро е што ги повикавме европските сили да ни помогнат, кој што може, бидејќи навистина пожарите прават сериозни проблеми, но се бориме, нема откажување, тоа е она што едноставно мора да го направиме, меѓутоа одговорноста ми се чини дека мора да чувствуваат буквално сите, особено оние што се однесуваат неодговорно на планините и воопшто. За нив треба да следи според мене им поригорозна казна од таа што е предвидена до сега, но не се прашувам јас. Утре, како што знаете, на дневен ред е интерпелацијата на државниот обвинител Коцевски, ќе видиме како и тоа ќе помине. Се уште сме, велам, во некаков полуполитички простор, иако се приближува времето во кое што веројатно 10 на 15 дена ќе настане условно кажано мир. Но како и да е, ние се враќаме или се вртиме повторно кон локални теми. Градоначалниците на Скопје или кандидатите за градоначалници на Скопје се во полна форма и се борат за кој за втор мандат, кој за прв, се разбира на кој како му е дојдено и како му е пишано. Еден од нив, актуелен градоначалник, е господин Дарко Костовски, имено тој е прв човек на општина Бутел. Добра вечер. Добро вечер, добро најдов и ете една честитка од мене на почетокот за таа долга и напорна сезона. Сигурно не е лесно вака квартетна емисија да се води, честитки. Благодарам градоначалнику, даваме се од себе. Веднаш да влеземе во центарот на нештата. Вие водите една од скопските општини која што исто како и Ѓорче, ќе се осмелам да кажам, разговарав пред некое време со градоначалникот на Ѓорче, ми се чини имаат една малку понеблагородна состојба, иако се многу важни, како да се оставени малку настрана во смисол како да не се доволно сериозно сватени. Некако секогаш се во Скопје се поврзува со центар, аеродром, Карпош, ајде да речеме и Чаир, другото некако како да се остава така на периферијата, иако воопшто не е така. Па, добро е прашање во и констатацијата и лично би говорел од личен аспект, можеби тоа беше еден и од најголемите мотиви воопшто да размислувам да бидам градоначалник на општина Бутел. Некако чувствував дека не само тоа што го нудат природните убавини на оваа општина, а ги има многу, туку и некако во минатото баш и не било доволно направено за таа да биде на некој начин и препознатлива на територија на градот Скопје. Искрено сметам дека, ја споменавте и Ѓорче, во овој изминат период и како се вградивме некако во рамо до рамо со сите останати општини, поврзано по однос на тоа што ние практично со нашите тимови правиме и градиме на териториите на кои што живееме, затоа што тоа до некаде било така заради тоа што, ќе илустрирам со практичен пример. Вие доколку пред 4 или 5 години сакавте на територија на општина Бутел да излезете со своето семејство и некаде да рекреирате, нема каде. Тоа нема каде да го направите. И тоа е едно од работите кои што баш директно ги отсликува реалните прилики, но сега тоа, например, не е така, а тек за кусо време од сега нема да биде воопшто така, по однос на тоа што, например, градиме такви содржини, кои што сигурен сум дека не само граѓаните од Бутел ќе ги привлекат, туку па сега ќе имаме еден обратен процес, дека и граѓани и жители на други општини ќе доаѓаат тука. Така да констатацијата ви е на место, но тоа беше еден од моите лични предизвици да бидам градоначалник на нова општина за Бутел да се етаблира некако како градска урбана општина. Така е. 4 години рече си поминаа од вашиот прв мандат, буквално броиме месеци до наредните избори. Вие се разбира се кандидирате, убеден сте во себе, нема зошто да не
да не се обидете по втор пат да застанете на чело на општината во континуитет. За овие 4 години што можете да кажете? Јас морам да признам, кога ќе бара човек на Google, кога ќе бара вака историјата на општината, за вас може да се најдат разни податоци, но тешко може да се најдат некакви афери, некакви проблеми, нешто што би асоцирало дека со овој градоначалник нешто не е во ред. Мило ми е што е тоа така. Секако дека има и проблеми и некои ситуации кои што се потешко решливи, но фала на Господ немало да се никаква афера за време на овој. Не сум видел негде Дарко Костовски замешан во криминал. Не сум видел Дарко Костовски има 30 станови каде му се становите. Нешто во тој правец е вообичаено стандардно кај нас. Јас секогаш прашувам да си градоначалник што ќе дое, колку станови имате? 30, 40, 50, нели сите имаат наводно. Тоа е нашата филозофија на живење. Кога некој ќе стане градоначалник има 50 стана, кога ќе стане премиер тоа што има, не знам, 3 милиарди евра. Не знам, еве за илустрација на јавност ова прв пат ќе го кажам, ама добро е што го споменавте. Можеби сум една од ретките, имам 3 деца, фала му на Господ. Да се живи здрави. И се уште живееме во заедница со моите родители, па дури и брат ми. И можеби една од ретките фамилии од Вардар така што живее. Подготвуваме една стара куќа, успеавме да земеме плац веднаш до нашата куќа и таа беше наистина стара и трошна куќа, но нешто прикрпуваме за да тоа личи на нешто нормално. Мислам дека е времето некако одминува на тие и не зборам за себе, туку генерално апсолутно. И колегите ги, особено тие што доаѓаат од редовите на ВМРО-ДПМ, бидејќи ги познавам поголемиот дел нив, особено градоначалниците кои што доаѓаат од Скопје, некако поминува тоа време на таков тип на политичари кои што па некои од нив дури во минатото и не го криеа тоа, дека станувале средно богати бизнисмени. Што и да значи тоа? Готи да беше, да. Други па на друг начин тоа не го криеле со покажување на одреден луксус и така натаму и така. Како може да им е дадено, не мислам дека е тоа така и во политиката генерално, но и на оваа позиција не сум влезен со такви идеи и фала му на Господ мислам дека тоа го покажувам до сега и не само јас, туку затоа го нотирав, мислам дека станува збор за една целосно различна нова генерација на политичари кои што пак сватија дека сето тоа што во минатото се правило во голема мера, а и негативно во овој контекст кој што вие го кажавте, веќе допринесува народот да губи волјата за живот тука во Македонија, а не за нешто друго и мислам дека тоа и такако влијаеше на оваа нова генерација на политичари да постават малце нови стандарди со кои што ќе живеат од нивните плати, а нема да живеат од луксус и секако нема да живеат во луксус и секако дека доколку има такво нешто во иднина од било кој политичар, во овој контекст би кажал дека треба можеби треба да бидат казните и построги по однос на било кој друг обичен граѓанин. Затоа што добиле, така е шанса да направат нешто, а ја злоупотребиле максимално. Баш така, станува збор за злоупотреба која што мислам дека треба се почесто да станува минато. Зборувате за новиот пристап, нови политичари. Една од овие работи, можеби во символична смислево, што го гледаме во последно време, скопските градоначалници заедно се појавуваат во јавноста. Веќе не е ретко да се видите Дарко Костовски, не знам, Орце Георгиевски, Бобан Стевковски, Александар Стојковски, сите заедно, разгрешам некој сега да не заборавам, на настани. Дали е ова некаков символичен показател за заедничка работа, заеднички труд, затоа што ако сме реални, односите со градот Скопје, за жал, овие 4 години не беа на ниво, претпоставам на сите. Со вас не сме разговарали на таа тема, меѓутоа веројатно, за жал не сте исклучок, веројатно тешко оди со градот и сега гледаме во ситуација кога Горце Георгиевски се кандидира за градоначалник на Скопје, вие повторно се кандидирате за градоначалници на вашите општини, ве гледаме на секаде заедно. Дури помеѓу некои од моите колеги имаше и условно кажано динамична битка за тоа кој ќе добие позицијата, поточно кандидатурата за град Скопје. Но многу витешки морам да признам. Апсолутно. Па витешки е по однос на тоа што сега го покажуваме. Гледаме дека вака
Она што е многу важно и треба да се напомене дека во ВМРО-ДПМН, особено во овој период од како што е лидер Христијан Мицковски, владе на сериозно квалитетна железна дисциплина и мислам дека тие одредени принципи кои што се воспоставени за време на неговото раководење со оваа партија се почитуваат и такако. Не било колку што се сеќавам во минатото пример така често да се појават сите градоначалници кои што доаѓаат од исти партии на јавни настани, но и такако ние и не само сега. Сега можеби малце повеќе и во јавност, но претходно и такако имавме добра и тесна соработка сите помеѓу себе и мислам дека тоа и такако ни допринесе за успехот во нашите општини и морам да споменам една работа која што можеби звучи чудно, но имавме помеѓу себе и благ ривалитет кој повеќе ќе направи во својата општина и мислам дека тоа многу ни помогна на сите. Па како дојде до тоа? Сега веќе ме интересира надвор од концептот на емисијата, но ме интересира. Природно е кај политичар, како и кај секој човек кој што влегува на одредена сериозна функција да се обиде самиот да се истакне. Овде кај вас се гледа нешто што е колегијално, што е пријателство, еве, не навлегувам дали е лично пријателство, веројатно го има. Според начинот на кој што се однесувате, делува како да сте пријатели. Вашите општини се испреплетуваат, сакале некеле, или граничат една со друга. Ривалитетот да постои само во она позитивна смисла. Да докажам дека можам и повеќе од другите да направам, но не при тоа да ги наместам да ми бидат тие она зла конкуренција, зла крв, да им наместам. За жал, оно што се случува со градот. Ти не направи ништо, јас направив ова или она. Би го поделил одговорот на два дела, одлично прашање. Прво би споменал дека она што е суштински важно е да се напомене дека состојбата во градот Скопје некако не натера да оставиме впечаток во јавноста дека обединети сите заедно ќе го вратиме достоинството на Скопје и повторно тоа ќе заличи на тоа што некогаш било. И убеден сум дека и тоа и такако ќе го надгради следниот градоначалник на градот Скопје, Орци Георгиевски, во тоа сум убеден. И вториот момент е што можеби малку е познат во јавноста, можеби ќе биде интересен податок е сите овие градоначалници кои што ги набројавте, а се во Скопје градоначалници на скопските општини од ВМРО-ДПМН, сме една иста политичка генерација која што во партијата се градеше уште од деновите на Унијата на млади сили и нашите познанства навистина имаат длабоки корени, можеби 15. Па вие генерацијски сте отприлика на слична. Тука некаде сме, значи 15-20 години сме постојано заедно и тоа е навистина една предност на партијата пред се што успеала да изгради кадри за овие позиции пред се, а потоа и да имаме практично ние само сме го задржали и добриот однос од претходно, а ривалитетот е и такако интересна работа. Сега јас тоа во спортска смисла би го пренел, кога има, ако сакате да изградите добар спортист, вие сте должни како тренер да му создадете конкуренција во самиот клуб или тим и така натаму, за да тој има доволно мотив повеќе за да го прави се до тоа. И баш мислам дека, како што споменавте, на витешки начин некако меѓу себе се надпреварувавме кој е подобар, па дури и кога ќе се соберевме некогаш неформално, знаевме на шала да си префрламе, јас сум подобар во тоа, а ти си во тоа и така натаму, но тие состаноци и тие средби раѓаа и нови идеи и не е тајна дека еден од друг сме гледали и некои процеси кои што некој ги започнал, другиот ги продолжил или другиот направил нешто слично на тој што е прв. Ако следите кој што гради, ќе забележите дека одредена работа има еден прв направено, па сите ја повториле, или обратно, што е навистина добар и позитивен пример и се надевам дека тој дух кој што го градевме во изминатите 4 години ќе продолжи уште повеќе години во иднина, за да може на крајот од денот бенефит да имаат граѓаните за тоа сме тука. Така. Вашите колеги, го споменавте тоа, има отворени амбиции околу градот Скопје, се наметна Орци Георгиевски, тоа е тоа. Меѓутоа вие не покажавте, воопшто никогаш не ве става во таа трка. Задоволен сте во Бутел, многу сте млад за да размислувате понатаму или има уште многу работа во Бутел или нешто трето? Тие колеги кои што истакна во јавноста дека се гледаат како кандидати беа ставени на анкети подоцна од партијата и низ јавноста се говореше. Јас имав став дека
уште од самиот почеток дека се чувствувам како во општина Бутел да е работата недовршена. И во таа смисла мислев дека ќе беше недоволно честно да имам амбиција за нешто друго, а работата во Бутел која што сум ја започнал да не е довршена, бидејќи најголем дел, особено од капиталните проекти кои што се ветија како носечки проекти пред кампањата, за време на кампањата, пред да станам градоначалник, беа или завршени, но некои од нив беа започнати и некако се чувствував дека работата е практично недовршена до крај. И искрено сметам, можеби ова ќе го кажам и како политиколог, но и лично веќе низ пракса, дека 2 мандати се за еден градоначалник доволни да отпочне и да заврши своја визија. Веќе третиот можеби и премногу зависи од ситуацијата и констелациите и политичките состојби во државата и на локално ниво, но некако 2 мандати се навистина доволни, што не значи дека во оваа смисла па би го критикувал колегата Орце Ѓоргиевски, кој што пак од друга страна па контрааргумент на сето ова е добро беше и добро е што еден од нас е кандидат за градоначалник на градот Скопје, бидејќи па на некој начин доаѓа таму човек кој што е докажан. Орце е докажан во својата општина. Во друга смисла требаше да е човек кој што не е докажан, доколку не би бил еден од нас, ќе беше човек кој што не е докажан на локално ниво, бидејќи локалната политика, функцијата градоначалник е сосем една различна димензија од се останата. Многу е по-непосредна и многу е по-различна и можеби ова ќе биде субјективно, но ќе кажам дека и многу по-тешко од многу други позиции. И во таа смисла пак добро е што дојде без разлика дали ќе беше Орце, дали ќе беше Боби, дали ќе беше Ација кој Јаце не пројави јавни амбиции, дали ќе беше Дејан од Аеродром, секоја од овие одлуки ќе беше квалитетна, бидејќи станува збор, убеден сум, за луѓе кои што се докажаа во минатото како раководители на една локална самоуправа. Спомнавте 2 мандати, вие сега ќе се борите за вториот мандат, апсолутно се согласувам. Ако за 8 години еден човек не успее да заврши својата работа во политичка функција, тогаш тоа е доволно. Така е. Според мене, после 8 години, ако не сте успеале, тогаш што да кажеме. Знам дека после градоначалници по светот кои што имаат и 4 мандати, например, меѓутоа тоа се луѓе кои што навистина толку силен трак оставиле тамо, па едноставно и по правило ги гласаат. На 8 години се навистина. Имаме и во Македонија Борче Петровец на пример. И јас веќе не знам колку мандати тој човек оди. Така е. Сакам да ве прашам. Споменавте, работи се почнати, работи се и довршени, некои и не се. Како стои општината во таа смисла? Тоа што ми беше важно е круцијално важно е носечките проекти кои што ги најавивме, а тоа бе 10 на број, да 9 проекти и едно ветување борба со корупција, кое што исто така имаме отворена ситуација да го представиме како успешно. Иако таа никогаш не завршува, да не се лажеме. Сакам да кажам дека во однос на тој дел дека како општина која што беше на сите мерења, на сите институции кои што го мереа борбата со корупција, бевме меѓу последните места кога станав градоначалник. Сега сме еден период бевме и лидери во Скопје и сме во врвот на државата, што по однос на транспарентност и борењето со корупцијата. Секако таа работа не може да има крај, но добро е да се борите со сето тоа. А по однос на останатите проекти или се завршени, или се во завршна фаза, или некои од нив се на самиот почеток, практично до крајот на мандатот ќе имаат свој почеток. И тоа е, ако, еве за илустрација, ако претходниот градоначалник имаше 10 капитални проекти носечки ветено во програмата и нормално уште многу други кои што не беа толку важни, и немаше започнато ниту еден за време на својот мандат. Воопшто ниту еден. Ниту еден започнато. Ајде барем некој да беше започнат на крајот од мандатот. Може ли да стават макар проформа како со патиштата, некоја лента тамо, нешто Ние да имаме неколку од нив готови, како училиштето во Визбегово. Една детска градинка завршена со некои ситни додали, за скоро треба да има и свое пуштање. Втора детска градинка во Бутел 2, првата во Бутел 1, втората во Бутел 2, која што е во сериозна една динамика. Коритото на реката Серава, која што е веќе во сама финална фаза. Паркот во Радишани, кој што е во финална фаза.
и неколку други проекти за кои што верувам ќе проговориме, особено околу унгарскиот кредит и нешто дополнително што имавме како помош, добро да го споменеме во емисијава, кои што ќе започнат сега и на тој начин за време на овој мандат имаме или реализација или сериозен почеток на сите капитални инвестиции кои што се ветени и навистина тоа е нешто што, да бидам искрен, во толкав процент ни јас лично не го очекував се до предизвестно време, но ете, фала му на Господ, би рекол, и фала на сите оние луѓе начело со премиерот на Република Македонија, господин Христијан Мицковски, кој што, ете, најдовме заеднички начин ние како општина сето тоа да го испроектираме, а он како прв човек на владата и да најде начин да го isfinansirаме. И во таа смисла, Драган, сметам дека во тој дел сме одлични во однос на капиталните, баш зборот одличен ќе го искористам, капиталните инвестиции, и но она што е исто така добро и би сакал да го споменам, дека поврзано со сите останати ветени проекти, како спортски центри, како плоштад и така натаму, го надминавме процентот кој што имаме многу повеќе реализирано по однос на тоа што ветивме. Така да се наметнува една нова динамика политичка која што особено за локална самоуправа, која што со мојот круг на луѓе, со моите најблиски соработници, знам често да се нашалам дека веќе поставивме таква една пеколна динамика на работа и мораме да ја продолжиме и за време на следниот мандат, заради тоа што ќе биде забележано од страна на граѓаните ако не се работи со иста динамика. Точно е интересно затоа што овие нови стандарди што се поставуваат, потоа ќе мора да ги следат и сите понатаму. Нема Дарко Косовски да биде вечно на чело на општина Бутел или кој да е, ама тој што ќе дојде понатаму ќе мора во најмала рака да биде ист таков или подобар, бидејќи граѓаните ќе речат чекај малку, зашто те гласавме. Влегувме навистина во нова фаза. На нашето општествено живење кога навистина се очекува. Ако си ветил, оствари го, ако не си ветил, а си направил уште подобро. Меѓутоа, ако си ветил и не си направил, тогаш веќе влегуваме во онаа фаза во која што граѓаните не простуваат. Нешто што порано можеше да се измами условно граѓанинот, малку ќе му продадеш патетика, малку објаснување и оправдување, сега веќе нема. Ако си ветил училиште, направи училиште. И, на пример, особено на локалната самоуправа, мене ми тоа многу интересна една ситуација генерално затоа што вие имате толку директен однос со граѓанинот секој ден, нема бегање едноставно. Ако има било каква непогода, невреме, вие мора да истрчате таму. Своевремено му се подсмеваа на коце кој ќе облечеше чизми, сега веќе тоа стана нешто нормално. Но едно време им зафали тоа, дека едно време зафати, токму така. Каде е овој со чизмите? Меѓутоа тоа е тоа. Кога некој има проблем, очекува градоначалникот да дојде и да рече слушајте, смирете се, ќе го решиме. Така е. Нешто што порано беше незамисливо ако сме реални. Апсолутно сте во право, и тоа што ова нова динамика направи и условно кажани мал проблем поврзано со градоначалниците, што навистина граѓаните имаат и многу поголеми очекувања од тоа што имале претходно. Така и треба да биде. И има една теза која што често ја слушам, но не се согласувам со неа, тоа е дека добра, ама на вас ви е лесно бидејќи тие пред вас не направија ништо. Напротив, мислам дека беше потешко заради тоа што веќе преку глава им беше лажно ветување и кај нас лажното ветување ќе се казнеше 10 пати повеќе од тоа што беше претходно. Така да беше потешко и некако тоа ни беше како да го имавме сите позади грб дека толку многу народот беше во минатото разочаран од такви нереализации. Она што го споменав за претходниот градоначалник на општина Бутел, замислете, тој го направи за време на кога имаше и централна власт. И не само тој, туку најголемиот дел од градоначалниците во држава. Некој ќе рече апсолутно имал можности за поддршка и така е, дури е нејасно, дури здраворазумски кога ќе седнете и кога ќе размислите е нејасно како е тоа можно да се направи. Како е можно да не направите ништо? За 4 години седење практично. Просто е така. Океј, нешто да закрпите некоја клупа, но толку достане тука не се и затоа во таа смисла од друга страна па сега и како добро изгледа тоа кај граѓаните. Знаете што, Драган, она што мене највеќе ми импонира како човек пред се, ајде и како градоначалник, е дури ако видам незадоволство за одредено прашање кај некој граѓанин, што се случува многу ретко, сепак на крајот од разговорот граѓанинот ќе ми рече добро, сепак се гледа дека се работи.
Тоа е реченицата која што можеби ми е најдрага. Значи имам забелешка вака, така нешто, можеби сијалицата не ми светеше еден месец пред куќе или 10 дена и слично, но гледам дека се работи. Дека некој навистина се труди, да. Така е, тој збор дури е добар и за предизборна кампања да се користи. Мислам, стварно е добар збор бидејќи видливо е доколку работите е навистина видливо. Да, точно е дека кога ќе се направи градежна офанзива дека има и малце незадоволство кај граѓаните по однос на прашина, раскопани улици и така натаму и така Да, натаму. тоа е нужно зло сега. Но задоволството е многу поголемо од после. Ајде да влеземе во овој така наречен нов бран на проекти што се прават. Се разбира и вие конкуриравте за пари од унгарскиот фамозен кредит. Колку добивте проекти од нив? Во првиот налет, поточно во првиот јавен повик, добивме 12 проекти, поточно 14 проекти, извинете, а во вториот јавен повик добивме 36. 36? Така е, да. Ова е веќе цифра. Да, 36 проекти, поточно првиот пат за општина Бутел беа одобрени близу 2 милиони евра, сега се одобрени 5 милиони евра по однос на нешто над 5 милиони евра по однос на вториот јавен повик од владата. Со тоа што веќе некои од првите проекти од првиот јавен повик се во завршна фаза, како на пример паркот кој што го градиме на третиот лез во населбата Радишани, едно велелепно издание од 10.000 метри квадратни, парк со поштад. Голем дел од тие проекти беа завршени, а тоа беа големи и клучни сообраќајници на територија на општина Бутел, а некои од носечките проекти кои што за скоро од сега можеби и во текот на оваа недела ќе бидат распишани тендерски постапки, јавни повици за избирање на изведувач, се, например, двата моста во населеното место Радишани. Едниот е на крајот од првиот дел на населеното место Радишани, знаат граѓаните за каде говорам, вториот е кај познатото место викано како Морски. Мостови кои што Драган беа ветувани можеби 3 децении наназад дека ќе се направат. Но никој никогаш не мрдна со прст. Импровизирани мостови, сега ќе добиеме два ултрамодерни мостови согласно проект, согласно статика и така натаму со две коловозни ленти. Имаме одобрено нов базен, затворен базен во населеното место Радишани. Дали е ова слично на оно што го отворија денеска во Кисела Мислам вода? дека е скоро ист проект, значи во 90% е ист проект. Тоа е тоа што ќе го добиеме во Бутел за извесен период и го поздравувам денешниот проект кој што беше Тоа се отворен. 25 на 9, ако не се лажеме базенот, тој е полуолимписки, така би му Точно дошло. да, но сосема солиден за спортско рекреирање и за дополна на тренингот на одредени спортисти, а и многу граѓани кои што лично пливањето ќе го сакаат како пракса ќе можат да го користат. Тоа значи ќе може секој добронамерник условно кажано да дојде да Пред се ќе биден Но за децата е прво, се разбира, пред се ќе примарно, бидат за да. учениците, но секако во часовите кога нема настава ќе бидат достапни, ќе биде достапен овој базен и за граѓаните, зашто да не да рекреираат, па и за спортски клубови. Морам да ве прашам градоначалников дека кај базените, буквално пред неколку часа разговаравме со колегите, ја спомнавме темата базените, Скопје навистина кубури со олимпискиот базен ако работи воопшто, во Карпаш има проблем. Се реновира, да. Да, се реновира, отворениот во аеродром ако не се лажам и тоа туку ли е тешко да се направи базен, знаеш, луѓето велат па добро да ќе скопаш дупка, ќе ја бетонираш, ќе ставиш таму филтри и тоа е тоа. Тешко е да се испроектира. Многу малку луѓе има во Македонија кои што тоа знаат да го направат како што треба и со тоа се соочив сега кога Моравте да го видите тоа на лице место, така е. Така е. И во таа смисла точно е дека е тешко да се испроектира, но многу е поточно дека е невозможно да се направи. Немам идеја само во Радишани, ако ќе го направиме овој базен, имам идеја да направиме и долу во Бутел 1 и да не застанеме тука. Таму па никогаш немало базени, вашата општина баш недостасува тој вид Така е, на рекреирање. Но ете тоа ќе го промениме. Друг проект кој што исто така многу важен со вториот јавен повик е проектот за изградба на еден голем велелепен плоштад со дом на култура на територија на општина Бутел, веднаш до црквата Свети Јован. До црквата Свети Јован, Што така. ќе биде едно многу убаво издание, за многу кусок имаме и 3D анимација од проектот. За многу кусо почнуваме со тендерска постапка. Тука одвојуваме ние како општина половина пари, 50 милиони денари, 50 милиони денари Министерството за култура. Една од исто така поважните работи која што е поврзана со
со овој јавен повик е поточно два проекти, целосна реконструкција на фасадите на основните училишта Свети Климент Охридски и Пане Одгиновски, училиште во Бутел 1, училиште во Скопје Север. Ќе ги направиме сите пристапни патеки, исто така се одобрени средства во населеното место Скопје Север до стамбените згради, че тоа е нешто исто така што е ветувано многу време наназад, и една сериозна бројка на улици ќе изградиме, поточно ќе ги реконструираме целосно, од кои 15 големи и клучни сообраќајници на територија на општина Бутел, и со тоа ќе заокружиме некаде околу нешто над 200 нови целосно реконструирани улици за време на еден мандат, динамика која што сигурно со децении наназад не, и 10 години назад да се земе, не се толку, сигурен сум, толку улици направени. И ако ми дозволите во оваа прилика, ќе истакнам и два други проекти кои што благодарение пред се на премиерот на владата се одобрени како финансии за општина Бутел, надворот вториот јавен повик. Добро. Но за да се одобрат и ние требаше да бидеме подготвени, веќе имаме направено проекти. Тоа е првото и едно од најгорливите прашања. Носење на градска вода, на градски водовод во населените места Љуботин и Љубанци. Овие две села најчесто во летниот период немаат вода, што станува збор за мизерни услови за ова време на живење. Травматично за сите жители. Сега некој ќе рече да, ама сега ли ја се прави? Па добро е што сега се прави, бидејќи 30 години назад Никој не го направил. Никој не го направил. Така е. Општина Бутел уште пред 2 години започна да прави проект. Издвоивме 75.000 евра за да направиме проект. Проектот е готов за многу брзо време. Овој проект ќе оди преку Министерство за транспорт и врски, ќе биде отворен јавен повик и за многу брзо почнуваме со реализација, фала на Господ. И втората работа која што можеби лично највеќе ми тежеше, а тоа е што исто така премиерот најде сила да оваа влада одвои 2 милиони евра и за нова поликлиника на територија на општина Бутел. Исклучително важна работа. Пред се уцртавме маркица, што беше многу важно за поликлиника, потоа изготвивме и проект кој што е завршен целосно, и сега ќе за многу кратко време почнуваме со избор на фирма и здраве Боже некаде пред изборите камен темелник за една нова, убава, модерна поликлиника која што ќе се наоѓа веднаш до општинската зграда. Колку време ќе треба за да се направи, да стане функционална? Верувам не повеќе од година и пол, еве нека биде максимум 2 години, но тоа секако во договорот со изведувачот ќе биде уредено. Сигурен сум дека граѓаните на општина Бутел и како ќе го дочекаат овој проект со задоволство, бидејќи на едно мерење на јавно мислење што е најпотребна работа за граѓаните на општина Бутел, со над 70% се изјаснија дека најпотребна работа е поликлиника. Сегашните матични лекари ќе бидат префрлени во домот 25 мај, во едни сосема нормални и добри услови за тој период додека се гради поликлиниката, да ги префрлиме таму, иако ние немаме обврска, бидејќи тие се приватни матични лекари, сепак ќе помогнеме заради тоа што сметаме дека треба да им најдеме соодветно време за граѓаните на општина Бутел да не трпат. Општина Бутел има и рурален дел, има и се разбира урбан. Самата поделба ми е помалку проблематична, но така стојат, еве работите. Тука нема поделба. Спомнавте дека во Љубанци и во Љуботин ќе направите. Искрено, по градоначалник у мене, и ова не го кажувам прв пат, ми е помалку и дегутантно дека во 21 век, во 2025 година, треба да се направи водовод. Или не знам, фекална канализација. Но тоа е фактичка состојба. Мора да се направи, едноставно то не направиле. Сега ние можеме да бараме вине наназад до не знам таму кој, но така стојат работите. Ќе илустрирам еден пример, Драган. Не само што не направиле, туку не направиле ни проект. И не само што не направиле ни проект, туку беше некој си јавно размислување кога станав градоначалник, никако не може да се донесе градска вода, не може водоводот да издржи, а никој не направи испитување за тоа. Дали е тоа реално или е само прво така? Прво нешто што направив е замолив хидроинженери тоа да го испитаат. Испита и рекоа има вода за повеќе села, не само за 2. Така да сакам да кажам дека се тоа било гола реторика. Не постои проект. Сватив 2 работи од како сум градоначалник. Прво дека некои проекти за да ги реализираш, особено ако нема вцртано маркица, ако треба да се промени детален урбанистички план,
се ѓаволски тешки работи, тоа е точно. Значи исклучително е тешко, проектот за водата у Љубанци и Љуботен го правиме 2 години. Но вториот момент е дека нема невозможна работа. Ако запнете за нешто дека треба да го направите, убеден сум дека можете да го направите и можете дури со домакинско работење и да изнајдете финанси за сето тоа. Има начини. Сега треба многу труд и многу работа, да не забележуваат колегите кои што ги начекав како градоначелник општина Бутел, па вие многу се задржувате на работа, некои претходно работеа по 2 часа, по 3 часа, тоа не поминува. Че мора да останете на работа и не е тајна тоа, мислам и многу луѓе во Бутел го знаат, првите 2 години останувавме целиот тим до 20 часот секој ден. Значи, сега да не е претеран баш, ама скоро секој ден. Тоа значи трпи приватниот живот, трпи семејството, но едноставно така стојат работите. Така е. Не дека сега си идеме порано, знаеме да заглавиме исто, но тие први 2 години кога ги поставувавме темелите на нашата визија, мораше затоа што просто им кажав на почетокот, ако вие сакате да останете на работа како и сите нормални луѓе до 4-4,5 до 16:30 часот, и да се задржиме пола час подоцна, ние ќе бидеме неуспешни. Втората опција ни е да работиме дупло повеќе, за колку толку да доместиме, така е? Така е, значи просто е така. И за таквиот пристап ми помогна многу спортот, бидејќи многу е просто. Тоа брат ми знае често да го каже, но сега јас ќе потенцирам дека е тоа негова мисла. Тој вели, ако во спортот дадете 99%, не знаете дали ќе имате бенефит. Само ако дадете 100%, имате шанса некаква да имате бенефит. Значи, пак не е сигурно, логично, така е, но да. тоа е тоа. Мора 100% да се даде. А во овој случај јас проценив дека 100% и да се задржиме на работа и да работиме повеќе од што треба. За сето тоа ни требаше мотивација, фала му на Господ, тимот е и тогаш и сега многу мотивиран затоа што немаме друго место, општина Бутел, ние се. Така, имаше отпор? Отпор од тимот? Да. Искрено од... Бидејќи во тимот имате луѓе со кои што вие претходно сте соработували, но има луѓе претпоставувам што сте ги начекале во општината. Некои од луѓето кои што ги затекнав на раководни позиции, да, најдов на отпор, не само по однос на поголемиот обем на работа, туку и по однос на честната работа што сакав да ја воспоставам како пракса. Навикнати, значи малку така на... Да, тие веќе не се дел од општината, бидејќи фала на Господ, па некако проработи и кај нив нешто, не знам што. Некој од нив си дадоа и отказ од работно место. Не сум за оваа работа. Па веројатно не биле тука за да заработуваат плата. Веројатно. Не сум сигурен, но веројатно таа нова динамика која што ја наметнавме беше малку поразлична. Сега, кога е во прашање тимот пак кој што јас го донесов како екипа, луѓето кои што се вработија како дел од мојот кабинет, да, тие беа секако апсолутно мотивирани и ден денес се мотивирани. Да, тука во нас во студиото тоа е еден од помошниците на градоначалникот. Не може да процена од неговиот изглед дали се согласува, сепак ќе се согласува со тоа што го зборува градоначалникот. Значи спомнавме дали е рурално, дали урбано, потполно е седно, секаде настапувате на ист начин. Ритмот е пеколен, тоа значи дека и во наредните 4 години ќе биде така што воопшто нема да биде лесно. Пари има, онаа позната реченица пари има, само треба да се најдат. Ги наоѓате, што помага државата, меѓутоа колку е напредено она што се нарекува сопствени средства на општината. Нема да ја прашам, начекавте долгови кога дојдовте? Начекавме, да. Затоа нема промашување. Кој да дојде вели јас начекав 2 милиони, 3 милиони, начекавме долгови и не начекавме ни еден проект во ФИОКа кој што е готов да можеме да само да. Значи долгови и празни не е листи. само во Бутел. Состојба на најголем дел од општините беше. И никој не прашува од каде ќе најдете пари, него едноставно сте ветиле направете. Тоа е многу важно. Овде зборувам за психологија на граѓанин. Граѓанинот никогаш нема да ви рече ама чекајте дали ќе најдете пари, дали... Па и не треба да рече. Тој вели направи, така е. создади. И сега вие треба да креирате па некогаш и од ништо. Особено ако сте ветиле, Драган. Ако вие сте ветиле, тогаш мора тоа да се направи. Ние имаме проблем поврзано... Општина Бутел е
од тие градски општини најсиромашна општина. Така, најсиромашно е формално во тој, не само формално, но така, не, практично. тоа е апсолутно така. Мислам, мерливо е тоа. Но, фала на Господ, не каскаме позади никој по однос на тоа што направивме и тоа што ќе правиме. Тоа што е многу важно е што да се напомене како една негативност е што јас моето предизборно ветување дека во Бутел згради нема да дозволам, јас го држам до овој момент. Можеби сме единствена влеговте во тоа единствена прашање, општина која што немаме издадено ниту една маркица за зграда, нити пак имаме поминато било каков план каде што се уцртуваат нови маркици за зграда. Напротив, поништуваме планови со кои што се предвидени маркици за згради. Нешто што е ретко видливо на Тоа значи дека и во следниот мандат, доколку победи ќе продолжи ова. Апсолутно да, заради тоа што сум убеден дека општина Бутел е општина која што треба да го задржи мирниот начин на живот и да не бидеме никако како една соседна општина која што и како го наруши квалитетот на животот на граѓаните во неа. Па голем дел од тие сега сака да се преселат кај нас и така натаму, така да мораме да го задржиме тој начин на живот. И во оваа смисла ќе споменам една работа која што сум ја споменал и друг пат, но добро е да се потенцира. А тоа е дека, затоа што идејата дојде директно од премиерот, реализацијата од цела влада, но секако највеќе од него како човек кој што е начело на владата, ова што се случува со унгарскиот кредит и овој начин на кој што се помага на општините, кажав, надвори од тој унгарски кредит владата одобри пари, значи 4 милиони евра за општина Бутел плюс од тие 5 милиони евра за овој период сега, е слободно можам да кажам ренесансен период за општините и за ограначалниците во историја на независна Македонија, откако што оваа држава е плурална, заради тоа што за прв пат ние како градоначалници убеден сум дека се почувствувавме баш како градоначалници, бидејќи можете да ја реализирате вашата визија во целост. Се што било претходно, можеби голем дел од градоначалниците и ветувале одредени работи, но во одредена мера и немале доволна поддршка од страна на владата, особено таму каде што може да се, таму каде што има повеќе пари, вака народски кажано, за да се реализираат. Така да во таа смисла сакам да го потенцирам сето тоа и навистина тоа е еден политички потек кој што убеден сум дека ќе се памти во историска смисла на ниво на Македонија. Овдека морам да поставам едно прашање поврзано со градот Скопје. И ова сум поставувал и на други градоначалници, многу ми е важен погледот, условно кажано, на сите вас. Ние имаме ситуација во која што СДСМ, ВМРО, ДПМН, не знам, ДУИ, да не навлегувам кои вреди имале градоначалници, кои што често пати имале ривалитет, па не се согласувале, имало ситуација во која што градоначалник на градот Скопје од една партија, градоначалници од во општините од друга партија, па се чувствувало таа некоја чувствена дека ете, не сме заедно, па нема ни да ви помагам, но барем нема да ви одмагам, ако ништо друго. Значи, и покрај целиот тој политички ривалитет, некој елементарно ниво на однос имало. Ме се чини дека прв пат сега се случи во ситуација во која што градоначалникот на Скопје буквално не контактира. Не знам, можеби вашиот пример е исклучок, но не верувам. Ова сега веќе се земам за право да кажам, веројатно немате никаков однос со градоначалничката затоа што едноставно така стојат работите. Сега ќе имаме избори на кои што со голема веројатност, иако се разбира сите имаат своји шанси, ќе победи градоначалникот од вашата политичка партија. Но овдека се поставува прашање како да дојдеме во ситуација никогаш повеќе, без разлика на политичка конотација и на политички погледи, да не се случи една личност која што ќе застане на чело на општина, да не може до таа мера да ги разнебити односите со сите други. Вие не може да знаете сега да речеме Орце ќе биде во Скопје, претпоставка, вие ќе се работувате со него пристојно, одлично. Што ќе се случи после 20 години, некој дојде некоја нова Данела. Ме разбирате? Пајте, добри се предложените... Тука веќе системот мора да действува, а не луѓето. Не може да зависи само персоналното решение Дарко Костовски. Тоа ми е зборот. Добри се предложените измени од страна на Министерство за локална самоуправа да може Едно тоа е да може да се повика. Така е, со референдум. И во таа смисла сега тоа не е ни малку наивна и лесна работа, но доколку има таков момент, можеби и да се случи. Например, актуелнава ситуација која што имаме во Скопје, мислам дека со референдумите како доколку имавме таква законска можност, ќе беше решлива, да. Убеден сум, бидејќи ако излезе толку надвор од границите, убеден сум дека тој референдум ќе може да се реализира
секако не да се злоупотребува во политичка смисла, но не ни може да се злоупотребува согласно процентите кои што се наведуваат за законот. Знаете како, тешко е да се предвиди пред време таа стара добра народна дај му власт на човек Да видиш каков. да видиш Апсолутно. каков е. И тоа не станува збор само за политичка власт, за било каква власт, ако му даде одредена одговорност на било каков човек. Ома на кај било нас кој може човек тројца да има под себе и веќе да покаже Ќе кој е и сватите, што е. така е, ќе сватите. Дури одма се илустрира тоа на лице место и многу е тешко таа психолошка анализа да се направи пред време, но можеби грешката која што ја направивме ние како партија и така како ја увидовме, па затоа ете за градот Скопје имаме сега чисто еден партиски кадар и така натаму, бидејќи оваа генерација на градоначалници кој што беше избрана од извршниот комитет, нели, од председател од Христијан Мицковски, во најголем процент беше избрано од структурите на ВМРО ДПМН, од младинска и така натаму, и никаде не се направи грешка. Само на едно место не беше тоа пример да се избере од таа структура човек и таму се направи грешка. Сепак политичката партија ВМРО ДПМН знае на вистински начин да изгради кадри, особено ќе го потенцирам периодот од како што Христијан Мицковски е председател, бидејќи и те како се работеше на сите грешки кои што ВМРО ДПМН ги имаше. Учевте од грешките. Во минатото. Мислам дека убеден сум во ова што Некој ќе го злобно кажам. ќе рече ВМРО ДПМН е тешко учи од грешките, меѓутоа Убеден сум во ова што ќе го кажам е дека првиот председател на ВМРО ДПМН кој што вистински научи, на вистински начин научи од грешките од неговите претходници е Христијан Мицковски и мислам дека тоа се гледа во пракса. Вие имате, го споменавте тоа претходно, имате 4 години градоначалници веќе во општините без ниту еден финансиски објективно скандал. нема некакви скандали. Значи, Тоа е апсолутно нема. фере да се каже дека е така. Не е дека тоа секогаш ќе остане така или нема да има некој, но никако нема да има ни приближно во таа мера како во минатото што било познато на македонската политичка сцена, па дури и некои финансиски скандали кои што се граничат со лудост, би рекол. Така е. Значи вие не се плашите од теоретски референдум за отповикување? Апсолутно не. Туку напротив, сметам дека за да дојде до едно такво размислување, реално мнение меѓу граѓаните, вие треба да практично да не сте градоначалник. Мислам да бидете на испод секој ниво на вашата задача која што треба да добиете. Да. Во таа смисла мислам дека не јас, било кој што е посветен и работи не треба да се плаши од такво нешто, бидејќи не само што нема да биде казнет, туку ќе биде награден од граѓаните. Вие во вашата општина немате диви депонии, ако не се лажам. На Дивите депонии се екстремен проблем, не само во Скопје, туку генерално. Имаме една таа што се запали, мислам немаме ние како општина, но има една на територија на градот Скопје која што е во општина Шуто Ризари. Таа е дивата депонија која што се запали. Така, но асоцира дека е кај вас. Многу луѓе мисле, бидејќи се спомнува Визбегово, но границата таму е како јасна. Не е таа. Таму имаше сериозен проблем, па имаше судири со полиција, имаше глупости, да. Исклучително сериозен проблем по самиот пожар, понатака нели имаше некои инциденти. Но не станува збор за депонија која што е на територија на општина Бутел, но тоа не значи дека не треба да се решава. Во изминатиот период му ја потенцирав на Орце Георгиевски да обрне внимание на сето тоа за војнина на некој начин да се реши. Има решливи моменти, има моменти со кои што може да се размислува дека ова сето може да се надмине. Убеден сум дека тоа во војнина ќе биде минато, бидејќи малце таму поголем проблемот и не би открил многу детали, но таму има и неколку луѓе кои што се однесуваат багабонски, кои што ја присвојуваат како своја, па наплаќаат одредени суми, па ги снемува, па така натаму. Да, значи шериф е локални. Па за не случајно и полицијата реагираше тој ден на тој начин на кој што реагираше и мислам дека тек допрва МВР ќе реагира по однос на тој дел. Имав јас со некои од тие луѓе проблем во минатото, сакаа да прават одредени дивоградби, па беа срушени и така натаму. Добро ми се познати и затоа ги споменувам, но се е решливо. Се е решливо. Да. Ајде да спомнеме еден помалку парадоксален момент, кој што јас го дознав буквално пред почетокот на емисијата. Стариот скопски аквадукт
едни од гордостите на градот, се наоѓа на грбот на вашата општина, меѓутоа не е во вашата општина. Така е, територијално се наоѓа под општина Карпош. Бидејќи сакав да ве прашам што со аквадуктот, вие велите па не е кај мене. Да, не само што уште има уште еден парадокс. Јас го споменував дека ќе обрнеме внимание но тогаш во тој период, значи сега ставене на грбот на нашата општина, просто бев убеден дека е дел од нашата општина. За потоа да лоцираме дека практично ние немаме никаква надлежност бидејќи не е под наша и ние сме првото општинско раководство кое што се тоа го заклучува, но тука сум сигурен дека градоначалникот нов на градот Скопје заедно со министерот за култура ќе можат конечно нешто да направат таму за ова место да привлекува луѓе, не да ги одвлекува со таа депонија што се создава таму. Буквално, и мислам дека е срамота, јас случајно по силата на нештата работам во близина на аквадуктот и знам дека го гледаме буквално од патота, нема ни пристап до него, напротив делува на нешто неубаво. Околу хигиената морам да ве спомнам, во последниве месеци многу, особено последни месеци се расправа околу собирање на сметот, околу ова се банални работи некој ќе нарече, но во суштина се многу важни. Не знам како е во Бутал. Се собира сметот на времено, се коси тревата на времено. Еве не сум поменал да видам. Се она што е под надлежност на градот Скопје со многу отежнувачки. Принудени сте вие да наоѓате ваши решенија, да купувате опрема и така натаму. Никогаш не било вака, тоа можам да го потенцирам. На градски, особено на оние градски улици каде што има контейнери кои што се надлежност на комунална хигиена Скопје, поточно на градот Скопје, се создаваат депонии, не навремено се собираат и многу често и граѓаните на општина Бутал знаат да ни забележат нас мислејќи дека е тоа наша надлежност и ингеренција. Но освен тоа дека можам да им кажам издржат уште неколку месеци, не можам ништо друго да кажам бидејќи гледам дека таа состојба за жал не се подобрува. Ова е мој впечаток дека ова е намерно градоначалник. Ова не е возможно да е сама неспособност. Тоа искрено не би верувал дека намерно некој сака да донесе болест некаде. Не, можеби е само една недоволна способност да се справите со одредени предизвици, по тоа што го имам и потоа да пружите прст кон информација од некои лица кои што се вработени во комуналното предпријатие Скопје е дека таму состојбата е алармантна, дека најголем број од возилата се во катастрофална состојба, тоа го знам. Да, дури и не се ни употребуваат воопшто, дека има многу помал број на вработени што треба да ги извршуваат врските по однос на тоа што треба да има. А затоа администрација има напретек или? Да, грешно се изразив, мислам, може грешно да бидам сватан, не помалку вработени како вработени, туку помалку вработени кои што се занимаваат со суштинска работата, така. А колку вработени има, мислам дека има многу повеќе од што треба. Во таа смисла сакав да го кажам тоа. Дури не знам, ете може и да илустрираме на случајот пред некој ден. Дојда луѓе кои што сега ова може би да бидејќи ако се фатат на кој реон се, може би да бидат казнети така да подобри да не го споменам. Еве да. Добро. Подобри да не го споменам. Како сакате? Но како да ме познаа и како да има потреба да ми кажат не е ова до нас. Така. Значи буквално им беше непријатно, да. Сега да не посочувам повеќе примери да не бидат казнети бидејќи работат за парче леп за да си го нахранат своето семејство. Така. Сосема сме на крајот на оваа емисија. Морам да ве прашам градоначалнику. Вие сте градоначалник и спортист. Тренер, така? Во теквондо беше? Теквондо, да. Да, вие го имавте најдобриот резултат воопшто во теквондо вашиот спортист. Генерално во македонскиот спорт. Тоа е единствен олимписки медал за автентичен македонец, така е. Да, феноменален успех, кој што се надеваме дека ќе имаме повторно можност да го повториме или дури да го зголемиме на злато. Со Господ напред, не само Дејан Ѓоргиевски, тој секако цели на нова олимписка норма пред се. Но имате таму повеќе сериозни спортисти. Има и резултати во најмладите младински категории, имаме европски медали од кадетски првенства, нешто што го нема во другите олимписки спортови, за жал, дај Боже да го има. Така да имаме една сериозна нова генерација од повеќе клубови, поточно македонското теквондо
на вистина и те како е водечки индивидуален спорт во државава и еве уште еден факт на овие фамозни би рекол европски олимписки игри за млади. Најблиску до медал беше Душица Бресалиева од Теквондо клуб Штип, кој што помина 2 кола и во борба за медал загуби, за жал Македонија загуби драгоцен медал и тоа ќе беше единствен медал на овие олимписки игри, така да теквондото има една квалитетна и сигурна иднина за во македонски спорт. Околу овие младински олимписки игри има и многу проблеми, ако сме реални, но за тоа ти треба некои други да зборуваат. Но мора да ја прашам, како успевате да самиот рековте, вашава обврска како градоначалник е пеколна, во смисол на ритам, во смисол на начин на живење. На сето тоа вие и понатаму продолжувате да бидете тренер на сериозно, на професионално ниво во спорт, бара многу откажување. Како уопшто наоѓате време? Многу е важно тука да го истакнам брат ми, човек кој што е водич на овој тим, тој е председател на Македонска теквондо федерација, селектор и тренер на теквондо клуб Бутел, човек кој што ја поставува суштински работата во спортска смисла. Секако јас сум тука највеќе да помогнам околу менаџерскиот дел, но секако и поврзано со спортскиот дел, секако сум тука помош. Дејан Георгиевски започна во една генерација кај што јас бев лично тренер. Но она што е поважно е дека спортот, верувајте дека повеќе ме релаксира отколку што ме носи под притисок, така да тоа е можеби една релаксирачка нишка во оддишка условно, целиот овој момент. Иако станува збор за пеколно тешка работа, директно кажано, бидејќи нашите цели не се локални, нити нереални, нити да залажуваме јавност, туку се чисто олимписки, бидејќи и тоа веќе еднаш го докажавме. Дарко Костовски, градоначалник на општина Бутел, кандидат за втор мандат, а морам уште едно прашање тука да поставам. Ќе се изумев, а ќе ми бише жал. Вашиот главен, условно кажано, ривал во приказната ќе биде СДСМ, ова е по обичај. Меѓутоа СДСМ се уште официјално немаат извадено кандидат за градоначалник на општина Бутел. Иако има она што се нарекува на англиски rumor has it, веќе се знае отприлика кој ќе биде. Така е, да. Гледате суштинска конкуренција? Не сум навикнат да подценувам противници. Вие сте скромен и сте спортист, но морам да ја прашам, да. Но храбро е да се нафатите во ова време бидете кандидат на градоначалник, кандидат за градоначалник на СДСМ во Бутел. Тоа е навистина храброст и ја ќе честитам на било кој готи да се да се одважи да биде кандидат за градоначалник, бидејќи мислам дека ќе има загарантиран пораз. Па да, тоа е тешко сега, да не звучи мене дефетист, ова е вашиот став. Ние медиумите имаме, се разбира, почитувани гледачи, по еднаков пристап. Секој треба да се обиде и да ги понуди своите програми, идеи, визии и така натаму. Меѓутоа наистина е многу тешко ако знаете дека вашиот против кандидат е сериозен ривал и дека сите анкети подкажуваат огромна предност за него, но витешки е, на крајот крајава спортски е секој да се обиде среќата. Секоја борба, јас се сеќам, како човек кој што доаѓа од боречки спорт, ја сваќам на посебен начин. Анкетите се 5-6:1. Такви какви што се. Станува збор за голема разлика, но секако кој готи да биде кандидат ќе добие една витешка борба од моја страна. Нема да гледаме глупави навреди, подметнувања. Не, убеден сум во тоа дека нема да биде така. Тоа што јас ќе го правам за време на кампањата е да кажам на кој начин ќе се доврши тоа што е започнато, а не е довршено, и да представам новата визија за следните 4 години, која што ќе биде представена врз база на веќе постигнати резултати, а не на гола риторика. Дарко Костовски, ви благодарам уште еднаш за гостувањето. Ви благодарам и јас и ми беше чест. Да, почитувани гледачи, овдека завршува оваа емисија. Утре во 15 часот се разбира Арија приближното издание, а јас ви се кажувам нова седба со мене и со нови гости утре вечер во 22:30. До тогаш пријатна ноќ.